Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Оваа недела се случија доста настани кога станува збор за одредени политички фигури кои што беа доста актуелни во изминатите години. Се случија одредени седници на Уставниот суд, најави за протести. Меѓутоа, за сите овие теми ќе разговарам со вистинската личност, бидејќи вечерва го поставуваме прашањето дали може во една држава да има безбедност ако нема правда. Тоа ќе биде главната поента на вечерашниот разговор, а ќе зборувам со господин Љубомир Ѓурчевски, безбедносен експерт. Добра вечер. Добро вечер. Добро вечер за гледачите на Алфа телевизија. Како што напоменав, доста работи се случија оваа недела, доста турбулентна недела беше кога станува збор за случувањата на политичката, безбедносната па и правната сцена. Ајде ќе започнам со поранешниот министер Оливер Спасовски. Уште една кривична пријава е поднесена против него од страна на синдикатот на македонската полиција и тоа за несовесно работење во службата. Односно, да резимирам, кривичната пријава е врз основа на тоа дека не законски казниле вработен во полицијата во Значи, не е единствена кривична пријава против него. Што мислите за ова? Значи вака, јас подолго време, не само јас и многу други експерти, зборувавме за целото тоа незаконито постапување во Министерството за внатрешни работи и злоупотреба на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, точно во насока на тоа да се вршит незаконита и неоснована пресметка со одредени професионалци внатре во Министерството за внатрешни работи, каде што се изрекува несоодветни санкции, било да се тоа парични, било да се тоа дисциплински постапки, било да се тоа престанок на работен однос, зашто имаме изборувано дека со поднесување на службени белешки без никаков материјален доказ или било кој друг доказ беа изрекувани дури и престанок на работен однос, зашто има и други кривични пријави против министерот Оливер Спасовски точно во таа насока за злоупотреба на службената положба и овластувањата кои што тој како министер ги има, но при тоа треба да бидеме јасно и гласно да им кажеме на граѓаните на Република Македонија дека Министерството за внатрешни работи години наназад по 10-20 милиони евра губи од својот буџет точно заради тие постапки што вработените во Министерството ги водат поради тоа несоодветно казнување, несоодветна примена на законот за работни односи и така натака, несоодветна исплата на оние парични средства кои што им следуваат на вработените по однос на прекувремена работа, по однос на ноќна и сменска работа, по однос на патни и дневни трошоци, особено на одредени единици на кои што неосновано им се укинуваа патните и дневните. Значи таму во Министерството за внатрешни работи години наназад се создаваше еден правен хаос, кој што правен хаос мислам дека треба малку подолго време и многу поголем, не многу, мислам многу голем и долго ангажман на сегашнава структура која што раководи со Министерството за внатрешни работи, се со цел да ги надмени тие состојби внатре кои што и текако се изострени, да не зборуваме сето она што е правено па во јавните набавки. Вие гледате дека на улица униформите на полицајците се во 10 различити бои, со несоодветни ознаки, со несоодветна опрема и така натака, што значи дека 7 години се работеше на распад на таа служба, наместо таа служба да биде и текако лицето на државата, да биде представувана и да биде и текако значи опремена и достојна на задачите кои што ги извршуваат, особено во делот на заштитата на уставниот поредок, откривањето на кривичните дела и процесирањето и така натака и така натака. И мислам дека овде јавното обвинителство треба да биде посериозно во делот на ефектуирање на овие кривични пријави и отварање на истраги против господинот Оливер Спасовски. Не ги мешам оние други кривични дела, особено во делот што беа во делот на промена на уставот, насилно, значи без со одлука на Државната изборна комисија во која што се вика дека референдумот е неуспешен и така натака, па сите оние притисоци што се правеа врз пратеници за се со цел да се доведи Република Македонија во една починета состојба, што е кривично дело од членот 308 во Кривичниот законник на Република Македонија. Ја споменавте уставноста, уставот како највисок правен акт и колку е важен самиот устав и законите за функционирање на една држава, институциите, па и целосното поведение на луѓето во една држава. И ова не носи кај прашањето, односно
она што се случуваше пред Уставниот суд изминатите денови. Уставниот суд ја одложи расправата и гласањето за уставноста на законот за јазици, бидејќи двајца од уставните суди не присуствуваа, а останатите одлучија дека најпрво ќе ги консултираат експертите, а потоа ќе гласаат. И според она што го кажа председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, гласање не може да се очекува некаде до мај следната година, односно тогаш би било гласањето понос на уставноста на законот за јазици. Меѓутоа, токму председателот на Уставниот суд Костадиновски рече дека Уставниот суд е изложен на политички притисоци, како што рече, и манипулации, но вела дека ќе продолжат да постапуваат со интегритет, а тоа ќе подразбира дека ќе побараат мислење од странски експерти, па и од Венецијанската комисија, и со тоа ќе ја одржат својата непристрасност и професионалност. Како ќе се обезбеди непристрасност и непрофесионалност ако самиот признава дека има политички притисоци врз Уставниот суд, и како може да го протолкуваме токму ово одложување на гласањето? Вака, значи генезата на овој проблем во кој што се најде Уставниот суд е, јас ја гледам уште од 2017 година, кога тогашната власт која што се создаде почна да носи многу законски прописи спротивно на Уставот, а Уставниот суд молчеше цело време, молчеше и ги толерираше едни односи, односно благовремено не ги поведуваше постапките по иницијативи, било да се тоа од граѓани, било да се тоа од политички партии и така натака, за да после 7 годишен молк, нели сега имаме една состојба каде што Уставниот суд може, значи, да биде на вистина она што е и неговата улога во правниот систем, односно чувар на уставниот поредок. И затоа оваа постапка која што Уставниот суд ја отпочна, јас не би рекол дека ја прекина постапката, него Уставниот суд не ја одложи, него закажа подготвителни рочишта, во кои што подготвителни рочишта треба да приберите еден куп доволно докази за да донеси правична пресуда по нешто што ќе се констатира во сето тоа. Значи, викаме правни експерти од Република Македонија, Венецијанската комисија, консултации со странски правни експерти во делот на уставноста, во делот на примената на одредени граѓански права. Значи, затоа што зборуваме за граѓански права. И на крајот на краиштата, јас, кога зборувам за оваа тема, сум должен да спомнам дека како човек сум поборец на тоа на најдемократски начин да се решаваат прашањата, за да спорните прашања во една мултиетничка држава се решаваат во собранието, не на улица, не со притисоци, не со закани. Дека во контекст на изјавата на председателот на Уставен суд, јас и за еден друг медиум пред неколку дена, еве и сега овде, го повикувам државниот јавен обвинител да си седнете да си го погледат членот 311 од кривичниот закон. Тоа е главата 28, кривични дела против државата, нели, против државата, и викаме тој што со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста како квалификаторен елемент на Република Македонија со сила или со сериозна закана ќе го спречи нешто да стори или ќе го присили нешто да стори или да не стори во вршење на неговата должност. Председателот на Републиката, председателот на Собрание, председателот на влада, на Уставниот суд и на Врховниот суд на Република Македонија ќе се казни со затвор најмалку 4 години. Овие дејствија кој што политичката партија која што протестираше пред Уставниот суд и те како ги стори, особено во делот со сериозните закани по безбедноста на државата. Значи, пазете, не може 75 или над 75% од граѓаните во Република Македонија, не само македонците, бошњаци, турци, роми, срби и така натака, и да не ги заборавам оние 3200 бугари, морам да ги спомнам, да не се љутат комшиве одавде. Значи, сме жртва, психичка жртви сме на тортурата што ја врши малцинството врз сите нас. Јас, значи, генерално, значи, како човек, како демократа, се залагам да закон за јазици на нас како држава ни е потребен. Но при тоа ние мора прво да го регулираме и цврсто да го определиме употребата на службениот јазик на целата територија на Република Македонија, а тоа е македонскиот јазик.
Значи било да е тоа на новчаници, било да е тоа во надворешна политика, било да е тоа во командување со безбедносните сили, било да е тоа на педагошките евиденции, било да се тоа сите други евиденции кои што се водат во државата, а се од траен карактер, архивски траен карактер и така натака. И во тој закон да бидат стриктно дефинирана употребата на јазиците на граѓаните кои што се 20% на територијата каде што се 20% во локалната самоуправа, па и во другите постапки, во судските постапки, во управната постапка и така натака, во граѓанските постапки, нели при вадење на лични карти и патни исправи, но сето тоа викаме на барање на странката. Македонскиот јазик е задолжителен. И на барање на странката, некои ќе сакат на турски, некои ќе сакат на српски, некои ќе сакат на албански и така натака, да се стриктно да се дефинират употребата, односно да се создаде една цврста рамка, во која што рамка никој нема да се чувствува дека е граѓанин од втор ред. Да, меѓутоа ова што го зборувате подразбира и заштита и на останатите јазици, не само на не само на албанскиот, не, да не се лажиме. Еве јас посочувам, на пример, општината Гостивар ќе биде тројазична заради процентот на турците, македонците и албанците. Тројазична во насока на тоа Тај беше 70-тите години изводи таму се издаваа, не само изводи, други евиденции се водеа на трите јазици, тројазична. На пример, општината Старо Нагоричане, каде што ќе се употребува српскиот јазик, општината со Чуто Ризари. Ние како држава имаме обврска преземено, нели викаме ова беше декада на ромите. Ние преземавме обврски за сертифицирање, односно создавање на еден ромски јазик, ромска азбука и така натака, децата роми да почнат да изучуваат настава барем во основно образование на ромски јазик и така натака. Значи не е само проблем само албанскиот јазик. Значи проблем овде она што е, јас се залагам да биде регулирано, а местото и начинот на регулирање, господинот Али Ахмети има пратеници, има собрание, може да дебатираат, да се договараат, има правни експерти, нека се договараат, нека онадат и нека го усогласат сето тоа со уставот и она што е произлезено како обврска на Република Македонија од рамковниот договор, од Охридскиот рамковен договор. Видите, се споминува Венецијанската комисија повторно, меѓутоа Венецијанската комисија веќе ни даде одредено мислење во 2019 година, да се подсетиме, каде што ќе цитирам, велат вака: правните експерти на Советот на Европа потенцираат дека во споредба со законодавството од 2008 година, новиот закон значително проширува употребата на албанскиот јазик и во многу аспекти ги надминува европските стандарди, утврдени со рамковната конвенција на националните малцинства и Европската повелба за регионални и малцински јазици. Јас Ке има ли некое ново мислење? Очекувате ли? Не, јас не очекуваме некое ново мислење, затоа што тие правни експерти кои што работат во Венецијанската комисија, значи јас не верувам дека ќе го сменат својот став и своето мислење, и затоа јас тука на стартот нели повикав, таа има своја генеза. Кога во 2019 година Венецијанската комисија укажа на сите овие пропусти, кога веќе беа поднесени најголемиот, мислам дека сите 13 иницијативи за оценување на уставноста на законот за јазици кој што беше донесен на крајот на 2018, значи требаше веднаш тогаш Уставниот суд да постапи. Не требаше да се полемизираат, односно да се политизираат и да се ставаат на услуга на политичките партии. И ова што самите уставни суди од делот на малцинствата кои што учествуваат, еден од турското малцинство и двајца од албанците, они си ја навредија професијата, си го навредија своето знаење и својата професионалност. Они се ставија на услуга на партиски лидери, а тие партиски лидери може би многу заостануваат за нивното образование и нивното знаење и нивното познавање на уставот и законите и постапките, ако сакате да зборуваме. И сега ние зборуваме овде како до мај месец ние ќе обезбедиме една непристрасност на тие луѓе кои што се ставиле на политичките партии. Значи ние го навредивме тоа тело. Го навредивме тоа тело. Особено што викаме од 2019 до сега се поминати 5 години. 5 години тие документи, тие материјали стоеа во фиока. Не, стоеа во фиока во Уставниот суд. Уставниот суд уште тогаш требаше да го реши тоа прашање, за да во 2019 се отпочне постапка, јас што викам,
донесување на закон за употреба на јазици, но прво дефинирање на службениот јазик на цела територија на Република Македонија и онака како што се употребуваат во надворешната политика, во одбраната и во командувањето со безбедносните сили, да не се лажиме. Дали некој од приватно обезбедување на униформата ќе носел амблеми на 5 јазици на 10, тоа е нивна обврска, затоа викаме работата на тие агенции за обезбедување ја контролират Министерството за внатрешни работи, па они ќе оцена дали тоа што они го прават е во рамките на законите или не е во рамките на законите. Но тоа е најмала пречка. Значи, затоа викаме, употребата на службениот јазик, мене ме загрижуваат неводењето на педагошките евиденции на македонски јазик, неводењето на другите евиденции на македонски јазик, негирањето и неизучувањето на македонскиот јазик. Да, меѓутоа сите тие активности се против уставни. Против уставот. И точно заради тоа го кажувам. И не сакаме, ние сме сите жртви. Не само ние. Бошњаците, затоа реков, дека господата демократи, нели се Европски фронт, нели се демократи, да си седнат, имаат пратеници во собрание, да си седнат во собрание, да си предложат што, како, каде, но при тоа прво тие се тие кои што треба да се залагаат за примена на службениот јазик на целата територија, особено во средините. Тоа важи и за законот за знамење и така натака. Јас би сакал понатака да го искоментираме и тој инцидент, затоа што значи за да имаме една јасна слика. Ќе се задржиме тука, бидејќи споменавте дека ДУИ треба да се залагаат за почитување на официјалниот јазик, меѓутоа ние во изминативе 20 години, додека ДУИ беше дел од властите, например нивниот лидер Али Ахмети, не го слушнавме или не се многу ретко го употреби македонскиот јазик. Еве сега последно на пресконференцијата која беа свикани новинарите пред Уставниот суд, тој се обрати само на албански јазик и одби да говори на македонски јазик со назнака дека транскрипти од она што било кажано ќе ни бидат достапни понатаму. Како може да се, нели тоа е еднаква обврска, ако веќе сакаш да го заштитиш, треба да го почитуваш и останатиот јазик. Не, треба да го почитуваш уставот. Така е, првенствено треба да го почитуваш уставот. Меѓутоа, јас чинам дека сите ние единствено кога го слушнавме беше кога кажа на онаа пресконференција дека кога беше поранешниот премиер Димитар Ковачевски како до сега. Само тогаш го... Значи вака, не дека господинот Али Ахмети не го знаат македонскиот јазик, а уште подобро го знаат српскиот јазик. Он многу убаво знаат зошто го знаат српскиот јазик и чи за кого работеше и одработуваше одредени сценарија во периодот на создавањето на она илегална политичка организација на Косово, марксисти и ленинисти, но тоа си е негово право, негово делување и така натака. Значи, објективно имаме една состојба каде што од лидерот на таа организација имавме тотално кршење и непочитување на уставот, со што се создаваше една ситуација кај сите негови следбеници, не зборам кај сите албанци, значи да не бидам погрешно разбран, кај неговото членство и неговите лидери околу него да се крши уставот на Република Македонија и постојано да се создаваат тензии со што ќе се нарушуваат безбедносната состојба на случај. Јас повикав на членот 311. Значи ние едно-две за било што и малку да не се согласуваше некој со идеите на ДУИ, значи на лидерот, веднаш имавме ситуација дека да, ние ќе предизвикаме криза, ние ќе излеземе во планина, ние ќе ги обуеме чизмите, ние не знам ќе ги симниме од таван. Значи константно 20 години нивната реторика е таа која што е. Значи дојде време кога не само ние македонците, и турците, и ромите, и бошњаците, и србите треба, значи јасно и гласно да им кажеме доста на вашата психолошка тортура. Имате собрание, имате демократски парламент избран, имате ваши представници, бурум, сите отворени прашања тамо. Тамо им е местото, тамо ќе се разговараме, тамо ќе се договараме, тамо ќе преговараме и така натака. И имаме устав кој што викат, тој закон се носи така, значи со 81 глас, со Бадентерово мнозинство, тој закон се носи со просто мнозинство, значи се си е регулирано во оваа држава. Но тие во ДУИ
Јас многу пати кажував дека смртта на Дуи е влегувањето на лидерите на навивачките групи блиску до Али Ахмети. Зашто го предупреди господинот Изет Меджиту уште многу порано, уште во 2019, односно 2020, кога му кажа тргни го Артан Груби, тргни го Бујар Османи и некои други, затоа што ќе се распадни Дуи. И сега испаѓа дека Али Ахмети ја распадна Дуи. Не ја распадна Изет Меджити или било кое друго крило што се создаваше внатре во рамките на Дуи. И затоа мислам дека они треба прво да си седнат, да си се затворат во мала речица едно 3-4 дена, да ги отворат сите отворени прашања, да ги отворат сите причини зошто се доведоа да бидат во ваква ситуација, да си се реформираат, па бурум на наредни избори, како ќе поминат, така ќе учествуваат. Дали ќе си бидат пак во опозиција, дали ќе бидат власт, тоа ќе се одлучи народот. Ниту Ѓурчевски одлучуваат, ниту било кој друг може да одлучи што ќе се случуваат во таа ситуација, но едно треба да сватат, кога ќе се затворат да ги решаваат проблемите, дека треба да го почитуваат Уставот на Република Македонија. Они се државјани на Република Македонија, ги уживаат сите права, но мора да ги исполнуваат и обврските према Република Македонија. Споменавте дека најдобро дојде за да се затвори, да се реформира, но се чини дека повторно продолжува со таа реторика и повторно оди на таа националистичка карта, а тоа може да се заклучи од последните инциденти кога се славеше знамето на Република Албанија, кога по инцидентите со палењето на знамето и слично, сите партии и политички чинители ги осудија инцидентите, освен Дуи, кој што најде оправдување зошто се случиле тие. И обвини полицијата. И обвини полицијата. Колку според вас сега има одредени шпекулации, гласини и се отвора прашањето дали Дуи стоеше и колку Дуи стои за тие инциденти и дали може да се очекуваат понатаму вакви инциденти? Видете, одредени лидери во политичката партија Дуи, кои што беа на врвот од основање на навивачките групи, особено на шверцерите, значи имаат соодветно влијание. Јас секој пат сум кажал дека еден од генераторите на безбедносните кризи и предизвикување на национална и верска омраза во Република Македонија се навивачките групи. Ако појдете на спортски надпревари, вие ќе може да слушнете милион грозоморни и вулгарности од било која навивачка група, значи да бидиме на чисто. Дали се тоа балистите, дали се тоа шверцерите, дали се чкембарите, дали се комитите и така натака и така. Значи сите тие ја користат таа реторика, зошто? Затоа што тоа го возможува однесувањето на политичките лидери. Значи, политичките лидери кои што сакаат и кои што ловат во матно кога имаме безбедносни кризи и постојано создавање на безбедносни кризи, ја имаме оваа состојба. И неслучајно министерот Тошковски излезе со податок дека одредени лица кои што беа приведени за палењето, кинењето и палењето на знамето, искренавењето на знамето на Република Македонија се блиски до поранешниот вице-премиер кој што сега се најде на црната листа, Артан Груби. Значи тоа е званичен став кој што треба да се потврди и во истрагата и така која што се води во врска со палењето и искренавењето на знамето на Република Македонија, кое што беше случајно. Но, што е карактеристично кај тој случај? Значи, ние имавме една ситуација некаде до 16 часот немавме никакви действија. Некој во 16 часот со цел, пошто премиерот перманентно предупредуваше, и многу експерти сите предупредувавме дека се можни кризи, предизвикување на безбедносни кризи во Република Македонија, но моќта на Дуи слабееше во делот на тоа дека може да изнеси маса народ на улица. Значи се виде дека они не може да организираат маса, се виде нивниот клиентелизам, се виде дека таму се сите од некаков интерес во таа партија и кога више не се на власт, сите ја напуштаат таа партија, остана сега да се борат само онаа криминогена структура која што крваво се бори да го заштити украденото за тие 20 години нивно владење. И затоа реков да си седнат внатре, да си се затворат, да се преиспитаат и да видат кој што и колку штета нанел на Република Македонија со сите тие работи, значи со криминогеното нивно владење, за да можат да излезат прво јасно и гласно пред граѓаните на Република Македонија, а посебно пред албанската популација, затоа што нека си се видат колку од албанците
живеат со исти проблеми како и македонците кои што едва и крпат крај со крај, нели? На економски план зборувам. Го споменавме Артан Груби, кој што сте најде на црната листа на САД. Ќе зборуваме и за судијата, меѓутоа се навратиме тука. И сега партијата се огради на еден начин од Артан Груби и тој кажа дека ќе се повлече од јавниот живот, меѓутоа бил чист како сол, за тоа го пиша. И сега, иако се огради од Артан Груби, кој што важеше и за десна рака на Али Ахмети, самиот има изјавено дека ништо не би превзел без амин на Али Ахмети. Дали може да се оградат од криминалите со кои што се поврзува Артан Груби? Вака, прво, Стеј департментот, кога носите една одлука дали некој ќе се најде на црна листа или нема да се најде на црна листа, значи прибират сознанија од најмоćните безбедносни структури во Соединетите Американски држави, особено оние структури кои што преку нивните амбасади се во пријателските држави во целиот свет, нели, особено во членките на НАТО и така натака и така натака. Но има една работа. Кога сакате да играте со некој многу моćен, очекувајте дека тој моćен, првиот момент кога ќе оцени дека више не му требате, тој ќе ве пушти низ вода. Ако господинот Артан Груби не една жалба, 100 жалби нека поднеси, ако тој мислеше дека ќе може да игра со Бехтел и ЕНК, гадно се излажал и затоа да не се... бидејќи тој беше ликот кој што го гледавме постојано... Секунда само за да завршам. Значи тој нека не се надева дека жалбата тек така, само ќе му извадат уште поголеми прљавштини. Значи они го пуштија да направи се и се што, одејќи на тоа дека они за сето тоа знаат, па дури не е исклучена можноста, нели ние сите викаме, имавме основани сомненија дека и тамо во делот на коруптивните активности и она што и се наметнува на Република Македонија да потпишите еден штетен договор, па уште и да го класифицират, за да не може да биде објавен во јавноста и така натака, дека немало и провизии. Да не се лажиме. Ама, вие кога од некој многу моćен и многу богат ќе барате провизија, треба да се прашате колку ви е долга чергата и колку ви се долги нозете и докаде ќе ги пуштите. Така да господинот Артан Груби, мислам, премногу се залета и затоа го доби тоа што го доби. Меѓутоа, дали може ова се да го прави без целата, без знаење на најважните Али Ахмети, на целата партија? Не, видете, американците за тоа никого не го известуваат. Тоа не си го известуваат Стеј департментот. Тоа е нивната влада. Да не се лажиме. Значи, нивните, они перманентно следат се. Следат што зборат нашите медиуми, што се презентираат во медиумите, кои се односите, која е меѓународната соработка, која е другото влијание на други служби, не знам руска, не знам кинеска, не знам ваква, не знам таква. Значи, они сето тоа си го следат, да не се лажиме. Да не се лажиме, они си секоја изјава. За секоја изјава они прават многу подобри анализи, не само ние можеме вода да им носиме за некои анализи кои што они ги прават на безбедносен план, особено на глобален план. Значи немојте да мислите дека нешто случајно се случуваат во светот. Значи ништо нема случајно, но они пред себе имаат равноправни партнери и спротивставени страни во моćните служби, како што е руската, како што е кинеската и така натака. Значи, они имаат цели во ова. Тама работа, они ако се занимаваат со Ѓурчевски, премногу, они може би се занимаваат, ама многу малку, или со Артан Груби, ко пуштаат низ вода, крај решен проблем. Најмало прашање е дали Али Ахмети ќе знајте или Заев, или Мицкоски, или било кој. Немој да им се случи истото што му се случи на Артан Груби. Не разбирате? Затоа што тие служби перманентно, ние како викаме, си работат, си прибираат сознанија, присутни се секаде и така натака. И затоа, мој совет им е да не си играат играчки со искусни разузнавачи, да не си играат играчки и да си се гледаат колку се моćни визави моćта на некои други, на големите. Да, ќе направиме тука една кратка пауза и ќе продолжиме со разговорот за тоа како странците го видоа тоа и службите, меѓутоа нашите што треба работите да им се многу пред очи, не ги виделе тие работи, да не се случеше можеби ставањето на црна листа под знак прашање ќе беше дали ќе се отвореше одредена истрага за Груби. Ќе позборуваме за тоа како во вториот дел. Ќе направиме кратка пауза за реклами и се враќаме за кратко во студиото.
Да се враќаме назад до студиото, го продолжувам разговорот со Љубомир Ѓурчевски, безбедносен експерт, и застанавме кај црната листа на САД, која што беше објаснета на пресконференција од страна на америчката амбасадорка Анџела Агелер, која што кажа дека има Стейт департментот цврсти докази врз кои што ги основа одлуките за некој да биде ставен на црната листа. На одговор на новинарско прашање за тоа како Стейт департментот ги има овие докази, кои што таа вели дека биле многу лесно достапни, ја прашува тогаш зошто кај нас не се случува никаков процес, ставили дека и таа си го поставува истото прашање, зошто тука кај нас не се започнал никаков процес ако веќе доказите биле толку достапни, барем за надлежните. Па се поставува прашањето на што го зачнавме во првиот дел, треба ли некој да биде ставен на црната листа за македонското јавно обвинителство да покрене одредена постапка? Значи, прво треба да биде ставено на тапет судството и обвинителството и нивната доверба, нели? Они викаме со 2% доверба од граѓаните на Република Македонија, односно тоа е статистичка грешка и тие 2%. Така да, најголемата вина зашто против некого не се поведени навреме истражни действија со цел докажување на криминал и корупција, особено од високите редови во делот на врвот на политичките партии, а ние како експерти, не само ја, него еден куп експерти, зборувавме за неказнивоста, зборувавме за влијанието на политичките партии врз судовите, кадровската политика што се води, слугувањето на судските и обвинителските органи на политичките партии, значи они постапуваат, онака знаете се чуваат пријави во ФИОК, затоа беше ставени судијата, нели, беџети во делот на црната листа, сето тоа е во таа насока. Не дека нашите служби и нашите истражители овде во Република Македонија, било да се тоа од финансиската полиција, било да се тоа од Министерството за внатрешни работи, било да се тоа од Управата за јавни приходи и така натака, ги немаат податоците. Они имаат оперативни сознанија, но беа попречувани од власта, односно од функционерите во тие институции, беа попречувани да спроведат една нормална законита истрага со цел докажување на висока корупција и така натака, што сега веќе отпочна, нели, со овој процес кој што ни се случи со директорите, односно со целата таа криминогена структура во ЕСМ, која што е само едно мало делче. Тоа е само едно мало делче. Посебно ќе биде телем околу други набавки и така натака и така натака. И видете вие вчера јавните обвинители, предводени од државниот обвинител господинот Љубомир Љупчев, како му За колку ми за државниот јавен обвинител. Добро. Значи вчера има пресконференција во која што беа свикани новинарите, одговара на сите. Да, и сите новинари, сите обвинители беа таму присутни. Значи, обвинителот за гонење на кривични дела од област на организиран криминал, вишите јавни обвинители од Скопје, од Гостивар, од Штип и од Битол и сите други обвинители одговараа на прашања. Меѓу другото, беа поставени еден куп прашања во насока на чување на предмети во ФИОКа, кои што години наназад се поднесени во вид на кривични пријави во обвинителството, а нема ни трага од отпочнување на истраги, меѓу кои што беа спомнати и последниве случаеви со Крмзов, во Струмица, нели, перењето на пари со Управата за јавни приходи, нели, беше спомната лотарија на Македонија и така натака, значи сето тоа кое што е висока корупција за тие Љупчо Коцевски, јавниот обвинител, државниот јавен обвинител, значи они одговара на сите тие прашања. Зар требеше некој со таа црна листа да го покренит јавното обвинителство? Не. Јавното обвинителство перманентно кај нас не функционираше заради тоа силно политичко влијание. И не случајно јас бев меѓу првите експерти кои што го поздравив потегот на господинот Христијан Мицкоски, кога рече да, јас ќе им дадам шанса на овие обвинители избрани од претходната структура, од претходната влада, од претходниот состав на собрание, еве им шанса, бурум, дајте да работиме, ама да работиме максимално професионално. Или сме професионалци, или не сме. Она што го зборувавме и за уставните суди. Да, меѓутоа, пак се поставува прашањето, да не бе упатени тие политички пораки, ќе се разбудеше ли обвинителството? Јас мислам дека ќе се разбудеше, јас мислам дека ќе се разбудеше затоа што веќе пред 10 дена
многу експерти пак ќе кажам коментиравме околу тоа дека е предолго дадена шанса на јавното обвинителство и на државниот јавен обвинител, дека господинот Мицкоски веќе беше доведен во ситуација да преземи поригорозни мерки, односно разрешување на државниот јавен обвинител, смена на неколку други обвинители внатре. Да, тоа ми беше прашањето, бидејќи премиерот Он мораше да ги упати пораките, им кажа дека ќе се насочат кон нив и дека не само политичарите, народот очекува правда. А на ово ме носи на едно што вие го споменавте за врховниот судија Енвер Беџети, кој што се најде исто така на црната листа, кој што каде што е поврзан со подкуп, со корупција, со коруптивни сделки. Видете, тој некаде околу 11 месеци ја чуваше одлуката од Основниот суд во врска со предметот Таргет тврдина, односно следењето, каде јас сум жртва. Јас сум еден од оштетените, следен, нормално. Сум бил на одредена висока позиција во Министерството за внатрешни работи и јас никој пат нема да се љутам за тоа што го следеле мојот телефон, се сомневале, нормално да се сомневаат, нека се сомневаат. Ако докажале кривично дело, ќе ми била поднесена кривична пријава, ама пошто не докажале никому ништо, ја пак не се љутам, викам. Но, тој, господинот Енвер Беџети, некаде околу 11 месеци ја чуваше пресудата од првостепениот орган. Зборувате вие дека од основниот, кога стигнала кај него веќе... во апелација, кога е стигната во апелација, 11 месеци не се произнесуваат по наводите, односно по изреката на пресудата, затоа што там и со што возможи застарување. Застарувањето значеше ослободување од одговорност на сите, но при тоа, значи, се има цврсти основани сомненија, односно и цврсти докази, да не се лажиме, Дејан Јапсеше, командир на полиција, луѓе на Плетвар, во Прилеп, без да го информираат Министерството за внатрешни работи. Значи, довербата на нашите стратешки партнери према Оливер и према другите беше еднаква на -0, не на 0, на -0. Вие некој да ви апси тука, на територија на Република Македонија и да не ве извести, мислам дека тоа требаше во првиот му... Многу лоша порака и многу јасна порака од друга страна. Многу лоша и многу јасна, точно тоа, и затоа викаме дека целата таа работа не требаше нас да ни ја отворит Соединетите Американски држави, Стејт департментот, да ни кажи дека господинот сите ние зборувавме за основани сомненија дека таму станува збор за висока корупција. Да, меѓутоа, видете, сакала да се навратам на перцепцијата кај граѓаните, она што вие го рековте дека е статистичка грешка тие 2% доверба во судството, бидејќи имаше уште еден судија кој што, односно да зборувам за Наке Ѓоргиев, кој што така, заедно со и обвинителот, и обвинителот од Совет на јавни обвинители. Но се спогоди со така се имаше спогодба и беше осуден за 3 години затворска казна. Јас би сакала да се потсетиме на велешанецот Петре Караманов, мислам дека беше, кој што исто така беше осуден на 3 години затвор за кражба на кебапи. Точно така. Кражба на кебапи и сериозен подкуп на судија, и тоа од врховен судија се на исто рамниште. 3 години за едниот, 3 години за другиот. Значи, пазете, затоа довербата на судството ја донесовме на статистичка грешка. Затоа што имавме селективна примена на правдата. Ако ние имавме законита примена на правдата, ние немаше потреба државата овде да се спогодуваат со сторителите на кривичното дело, кој што го признаа делото, не за тоа што го признаа, затоа што државата, односно јавното обвинителство во истрагата обезбеди доволно докази за да на тие лица да им бидат изречени најригорозни мерки, значи и на членот на Советот на јавни обвинители и на Врховниот судија. Значи на двајцата да им се изречат најригорозни, односно тој беше и односно во судски совет, ако не се лажам. Меѓутоа поентата е дека не е дека само значи што ќе се постигнеше? Со спогодбата не се постигна генералната превенција. Значи и понатака се остави простор за делување на криминогени структури и за подмитување на судии и јавни обвинители. Наместо тие да бидат најригорозно казнети, за да превентивно се делуваат врз сите други носители на тие јавни функции во судството и во обвинителството, за да можеме да зборуваме за правична примена на законот. Многу добра споредба.
пресуда 3 години за кражба на кебапи на гладен човек и 3 години пресуда за некој кој што зел од позиција на моќ. Пазете, позиција на моќ, врховен судија кој што зел подкуп од 10.000 евра. Значи тоа да равчистиме и затоа ја доведовме државата за да сега и јас пак ќе кажам дека на Република Македонија и во овој момент со сето ова и со ова тактизирање на јавното обвинителство и на судот што чека да некој биде ставен на црна листа наместо да презема действија по службена должност за докажување на криминалот и корупцијата, треба, уште сум на мислење, и ја поддржувам идејата за распуштање и на Советот на јавни обвинители и на Советот на Судскиот совет. Вие погледнете, Судскиот совет вчера тактизираше по многу други прашања, односно по прашање на корупцијата кај господинот Енвер Беџети, наместо да донеси силна пресуда и да каже дека да, го повикуваме обвинителството веднаш да ги отпочнат постапките, да отворит истрага и да биде најригорозно санкциониран. Они тактизираа како Судски совет. Каква порака испрати вчера Судскиот совет? Затоа нас ни е потребен, значи целосен ремонт на тие два органи, затоа што тие два органи се па надзор над работата на сите други обвинители и суди. Да. Ке се навратам на обвинителството, особено на обвинителството за гонење на организиран криминал, бидејќи изминативе години имавме ние одредени информации, па и подослуг на јавноста, прибирање на информации, меѓутоа се зборуваше за голем број на криминали. Меѓу другото и за криминалите кои што се случуваа во ЕСМ. Така, имаше, се зборуваше. Дојдовме до ситуација да еден од осомничените, Васко Ковачевски, поранешниот директор, да не е веќе достапен за органите на прогон. А имаш информации, се зборуваше во јавноста, зошто се чека? Пазете. Зошто се чека? Затоа што многу работи се, не само за овој случај, и за многу други работи се алармираше, се зборуваше, меѓутоа ништо не се преземаше. Значи, ајде да тргнеме од тој факт дека и медиумите, и експертите, значи, постојано презентираа она што викаме допрен глас за сторен криминал до јавното, по кој што јавното обвинителство беше должно да постапува. Пазете, пред година дена господинот Трајче Заев ја напушти Република Македонија и отиде во Австрија. Сега зборуваме господинот Ковачевски, кој со години на нас зборуваме за криминал во неговото работење. Пишува еден куп ваши колеги, новинари и така натака, со точни анализи, со презентирање на докази и така натака. Значи му се овозможи да ја напушти, не му се овозможи. Му се остави еден простор заради неефикасното делување на обвинителството, му се остави простор да ја напушти Република Македонија. Тој и да поднел барање за отпуст од државјанство, тој не може да добие отпуст од државјанство, сакам да го знае тоа јавноста. Значи постапката за отпуст на државјанство е малку поспецифична, пошто јас како началник на СВР сум ја водел, знам како е. Значи се прибираат информации од сите структури, па сето тоа се враќаат назад до оделот за граѓански работи, односно оделот за управни работи, па таму одлучуваат. И доколку се има и најмал доказ дека има неплатен данок, има друга обврска спрема Република Македонија, има постапка против него се води и така натака, тој нема шанса да добиете отпуст од државјанство на Република Македонија. Што значи дека органите требале да ги имаат информациите? Не, сега, ако поднел барање, значи они се обраќаат и до банки, и до ова, до на кредити, ако има кредити, банката може да рече немојте да му давате отпуст затоа што не личи си барат да си го наплати прво кредитот, да си наплати се. Така да тоа по однос на таа лажна информација дека не е повише државјанин, дека го се откажал од државјанство на Република Македонија, е лага на тие структури кои што се борат, грчевито се борат за да го заштитат украденото, нели? Па така да и таа информација, така да граѓаните не треба да ја даваат значај, затоа што таа постапка и за добивање на државјанство и за отпуст на државјанство е малку поспецифична и подолготрајна, затоа што се прават еден куп безбедносни и друг вид на проверки кои што треба да бидат исполнети. Извинете, морав ова да го искоментирам, ова е важно бидејќи пошто вчера и министерот Панче Тошковски го нафрли прашањето, но толку е времето, знаете, кога зборуваме пред медиуми, толку е времето за да ги образложиме, да ги појасниме работите, што како одат. И сега вие кога имате една таква ситуација каде што констатиравме дека и експерти, и новинари и така натака, 7 години наназад
На дневна основа, барем по 2-3 афери коментиравне и презентиравне како допрен глас до јавното обвинителство, а јавното обвинителство не мрдна со мал прст за сите јавни набавки кои што не се случува. Било да е тоа во здравство, било да е тоа во образование, било да е тоа во електростопанство, било да е тоа во структурата на патишта, било... Земете го автопатот Охрид, Кичево Охрид. Да. Значи се потрошија за 7 години додатно уште 200 милиони евра, а не се фрли една лопата асфалт. Каде отидоа тие 200 милиони евра? Значи требаше некој на јавноста да каже. Ние тоа го презентиравме. Јавниот обвинител е тој кој што требаше тоа да го истражи и да каже. Да, платени се казни затоа што се раскинал договорот, не се испроведувало. Значи требаше да му кажи на народот, затоа што се тоа народни пари, мои, ваши и така натака на сите. И затоа пак кажувам дека ако некој е највиновен, највиновни се тие два органи. Ние викаме бараме правда, бараме еднаквост. Како што зборувавме во целиот овој период. Значи мораме да сватиме дека на оваа држава не и требат ништо. Една е постапките за членство во некои си организации, меѓу кои што и Европската Унија. Тоа си е засебно. Но ако ние дома не си ги решиме работите, ако ние дома не создадиме судство и обвинителство, кое е што? Ќе се грижи за правична примена на правото во сите постапки, било да е тоа граѓански, било да се тоа управни, било да се тоа прекршочни, било да се тоа најтешките кривичните и така натака. Ние нема да напредуваме. Ние само ќе назадуваме, затоа што без добар правен систем и без добар безбедносен систем, вие не можете да зборувате за успешна економија, за успешно образование, за успешно здравство и така натака. За успешна култура на крајот на краиштата. Вие погледате на еден спортски надпревар да појдете, имате еден куп глупости. Значи вие не можете тamo да појдете како нормален човек да се рекреирате и да уживате во... И да гледате спортски надпревар. Да, и да гледате спортски надпревар или да гледате некоја културна манифестација. Да, ова ме води на прашањето кое што е суштина и главното за вечерашната емисија, тоа е дали во една држава во која што нема правда може да има безбедност. Видете, без правда нема безбедност, без безбедност нема правда. Значи тоа се поврзани си состојби. На случајно во Германија, значи Министерството за правда и полиција е заедно. Министерството за правда и безбедност е заедно, затоа што јавната безбедност е она што највише ги тангираат граѓаните. Знаете, да се безбедни на улица, да нема пукања во трговски центри, на јавни места, да можат нормално да се учествуваат во сообраќај, да нема насилие во сообраќај, да нема збеснување, сеќате да нема уцени, да нема закани. Прво тоа ги интересираат граѓаните. Понатака, вие без добра безбедност не можете, пак ќе се вратам, не можете да градите добра економија. Ако имате добра безбедност, значи ќе можат фирмите нормално да функционираат, да имаат пристап на работа, да имаат пристап до пазарот, да се чувствуваат, никој да не ги рекетираат, никој да не ги уценуваат. Значи сето тоа е систем на врзани садови, за сето тоа да го имате, значи мора да имате добар правен систем, во кој што правен систем, нели, јас ќе знам како граѓанин каде да си ги остварам своите права, доколку некое право ми биде ускратено од некој насилник. Ме сваќате, сега некој насилник може да земи за право да ве нападне на улица, да ве удират од пајакот, а да не одговарат. Разбирате? Значи, тој систем 7 години што беше, значи нас не одведе во целосен, тотален распад на државата и на безбедносниот систем, и затоа мислам дека работата на оваа влада ќе биде многу тешка, особено во првиве години, додека целосно не се постават работите на здрави нозе, за да може, нели, да функционира државата така како што треба. Дали вие гледате барем нишка светлина или зрак светлина, подобро да се изразам, дека може да се подобро да работи? Видете, ова што досега во првиве 5-6 месеци се работи, и она што завчера имав можност да го прочитам, дека за прв пат имаме ситуација на суфицит во наплатата на ДДВ-то и користењето на ДДВ-то, и дека е прекинат ланецот на испумпување на пари по однос на поврат на ДДВ од фантом фирми, она што беше Крмзов. Јас се чудам зашто обвинителството уште молчи, што треба да го распродадат имотот, па да нема што да заплени државата и да избегат, и тој за Австрија кај Трајче. Значи, да не се лажиме, обвинителството има обврска веднаш да постапи за тој предмет. Истото важи и за лотарија на Македонија, каде што, значи, доказите се изведени, доказите се знаат. Но да се вратам точно на ова, дали има надеж. Да, има надеж, гледајќи го ова. Значи, ако во октомври месец имаме, за прв пат имаме суфицит,
во делот на наплатата на ДДВ. Имаме подобрување во делот на наплатата на царините. Имаме подобрување во делот на отпочнување на инвестициите, градба на патишта, на пруги и така натака. Вие гледате како се градит на сите. Имаме информација дека отворене фронти за работа на Бехтел и ЕНКА, не само да им се даваат авансно пари и така натака. Значи, кога ќе погледнете целата работа и кога ќе ги погледнете сите делувања на сите овие структури кои што сега и во делот на образование и во се, значи каде што се залагаме за една правична застапеност, нека не викаат дека на нешто е нарушено со балансерот, не, ние сите сме за правична застапеност, но не можеме да зборуваме само за правична застапеност во државната администрација на албанците, што е со ромите, со турците, со србите, со бошњаците, пак да не ги забораваме оние 3200 бугари, значи со сите треба да бидеме на чисто и да равчистиме дека нас одредени законски проекти ни се многу итно потребни, за да ова темпо на работа и на покажување на резултат може многу побрзо и поефективно да се... Јас верувам дека и наредната 2025 година ќе има многу работа. Да не се лажеме, не се решаваат прашањата преку ноќ. Вие Македонија беше и економски уништена. Веќе сега имаме еден нов инвестициски циклус, без разлика на овој кредит што се зема од Австрија, како ќе се враќа, ќе се го враќаат тие што ќе го користат. Нели, зато викаме камата. Да, владата од буџетот ќе субвенционира дел од каматата на фирмите. Така да не се лажиме, значи имаме една ситуација, имаме перспектива како држава и најбитното што сакам стално да го кажам, дека треба многу поголем ред во делот на субвенциите во земјоделието, многу поголем ред да се направи во делот на транспортните дозволи на транспортните предпријатија, особено оние меѓународни дозволи, за кои што се уште се шпекулира дека се продаваат на црно низ државава. Значи, тоа да се средит и исто така, нели, сите оние имаше еден медиум зборува, не само еден медиум, повеќе медиуми зборува околу загубите на вода, загубите на други енергенси кои што се во државата, значи сето тоа е простор за делување и на локалната самоуправа и на власта. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше емисијата за или против. Сигурно сум дека дадовме одговор на голем број значајни прашања. Ви посакувам да останете во добро расположение, имајте убав остаток од вечерта и убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.